Е Филип Нацевски. Филип, добро вечер. Каква е атмосферата на стадионот пред почетокот на надпреварот Скопје, Македонија, Холандија? Значи, останаа уште 2 часа до почетокот на надпреварот. Градски е се уште празен, како што можам да забележам, има само припадници од Министерството за внатрешни работи кои ги вршат последните подготовки пред надпреварот. Инаку во споредба со надпреварот со Шкотска, интересот на холандјаните не е толку голем. Пристигнаа околу 500 навивачи на Холандија. Што се однесува до составите, ќе биде тешко да се игра против холандската репрезентација, бидејќи дојдаа сите звезди во Скопје. Новиот холандски тренер ќе напаѓа со тројца напаѓачи. Хунтелар ќе го предводи нападот на Холандија, а по крилните места ќе бидат Вандерварт и Ван Бомел. Инаку Сречко Катанец не сакаше да се подсетува на надпреварот пред 4 години кога одигравме одлични 2-2 на Градски. Вели тоа е минато и сега мора да се мисли на денешниот надпревар. Македонскиот селектор Катанец имаше само една дилема пред самиот надпревар: дали да се засили средниот ред со Трајанов или пак да се одигра повторно со тројцата напаѓачи Пандев, Мазнов и Наумовски. За одбележување е тоа што комитите ќе го бойкотираат овој надпревар поради случувањата на надпреварот со Шкотска. FIFA и УЕФА даде забрана поради тоа што политиката не смее да се меша во фудбалот. Имено, транспарентите од Јохан Трчуловски беа залепени на западната трибина. Меѓутоа, овој пат такво нешто не смее да се случи, бидејќи ќе следуваат строги казни од FIFA и УЕФА. Зошто, што вела Филип, зошто треба да се тргнат сликите од Филип Трчуловски? Значи, како што реков, FIFA и УЕФА не дава никакви политички транспаренти да се ставаат на градскиот стадион, бидејќи ќе следуваат казни. Комитите тоа го мора да го послушат FIFA, меѓутоа негодуваат и ќе го бойкотираат овој надпревар. Добро, Филип, ти благодарам за вклучувањето. Тоа беше Филип Нацевски од градскиот стадион. Ќе го вклучиме повторно во наредното издание на Студио 2 во 21 часот. Владата го става Рамстор под истрага. Турските и британски газди на Рамстор бараат одговор за ваквиот потек на власта. Не со потек, треба да видите точно со истражните органи кои што ја водат истрагата. Советот на Европа констатира очајна состојба во затворите во Македонија. The situation is very, very worrying. Во Студио 2, за превирањата на етнички албанската политичка сцена во Македонија ќе зборува пратеничката од ДУИ Ермира Мехмети.